но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршуваш. Немаш право да покажеш и тоа не може да го направиш. Имам. Добро, дајте само говори за вас. Сте саркастични колку што дајте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашете го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи. Еве уште од првиот кадар ќе ви ги представам моите гости. Вечера ќе разговараме со господинот Ванчо Шеhtански, лидер на ВМРО, Добро и вечер. адвокат, и со универзитетскиот професор Илија Ацевски, социолог. Добро вечер. Темата е политичка, насловот мислам дека се обидов да најдам некој соодветен наслов на оваа емисија, иако темата е постојано една те иста политичка, граѓаните се на улица, политичките партии се во парламентот, иако и таму не оди некако разрешницата на политичката криза, но барем се во собранието. Народни протести, во бројката е силата. Не само во Македонија, се чини и во Белград, во регионот, во Бугарија, сега дека имало секогаш и во Албанија протести како демократски начин на изразување на една политичка волја, некаде се протестира против власта, некаде се протестира против опозицијата, кој како е организиран, па и во Македонија имаше две слични ситуации. Сега повторно имаме нешто слично. 44 дена масовно граѓаните излегуваат на улиците во Скопје, во други градови на Македонија, со некаква политичка агенда, за која можеме и вечера да расправаме. Господин Шеhtански, бидејќи не сте биле подамна во ова студио, а претходно ја анализиравме пред изборите, ми се чини политичката ситуација, како сега, со една мала дистанца од неколку месеци, би изгледа не се разреши политичката криза, влеговме во нов тип на една на повторно политичка правна криза, како да ја наречам деловничка. Има ли светло во тунелот? Па не е од поодамна, од 20 декември беше недела дена после изборите тука. И ако вратите емисијата, јас кажав две работи кои што излегуваат точни. Првата е дека нема да има формирање на влада по бројот на пратеници. Тогаш немаше ни платформа од Тирана, ни слично навестување. Јас реков дека нема да има формирање на влада со таков сооднос. А втората работа е терминот кој што се употребува подолго време, а тоа е дека се работи за политичка криза. Јас сметам дека немаме политичка криза. Дека немаме криза воопшто? Јас сметам дека имаме меѓуетничка криза. Тој минатиот пат го спомнав, тој го сега го спомнувам. Зошто го велам тоа? Затоа што оваа платформа што нарекуваме платформата од Тирана, таа не од вчера, ниту од јануари, ниту од февруари. Таа е 150 години. Таа е Призренската лига. Таа е буквално препишаната Призренска лига од 1878 година, од првата Призренска лига, потоа проширена со втората Призренска лига од 1912 година и сега оваа модифицирана платформа од Тирана, намената конкретно за Република Македонија, или како што они веќе политичките лидери на албанците јавно го кажуваат за нивниот термин за Илирида. Значи, ние не смееме да заборавиме дека Македонија имаше 91 година референдум кој што ние го премолчуваме, кој што уште тогаш можеше да ги отвори меѓуетничките проблеми. Сега тоа не се случува овдека. Повторно не се случува и овој пат е отварање на прашањето кое повторно нема да биде затворено така лесно. Затоа не зборувам за политичка криза. Зборувам за етничка криза, меѓунационална криза. И да има избори утре, и во јуни, и во септември. И да победи коалицијата и ВМРО ДПМН
Мислите дека оваа платформа од албанските политички партии ќе биде тргната? Не. Таа платформа ќе остане. Тогаш ќе биде притисокот врз другиот дека треба да ја прифати таа платформа. Значи, тензијата не се менува. Ние можеме колку сакаме да се залажуваме дека има политичка криза. Политичка криза, да. Меѓутоа, политичката криза се менаџира и се решава. Ние имаме длабока меѓуетничка криза која што кулминира и ќе кулминира во наредните неколку денови. Професор Ацевски, да се слагате ли дека имаме ние меѓуетничка криза? Бидејќи досега се избегнува тој термин, освен странците кога доаѓаат, кога предупредуваат од можна ескалација на состојбите па да дојде до меѓуетничка криза, но за сега ми се чини дека битката политичка се води меѓу македонските политички партии. Иако се условени со една ваква декларација. Да, малце е тоа посложено од да го сведете само на релација на две етнички доминантни групи. Е посложено затоа што има други фактори или како да ги наречеме причини кои што се дел од ова што денес се случува. Само вака во неколку реченици Дуи е во власта 8 години со ВМРО ДПМН. Тие решава некои проблеми. Да речеме во однос на прашањето за јазикот. Овде повеќе не станува збор за, како би рекол, за дека албанскиот јазик ќе биде јазик на цела територија, втори јазик и така натака. Станува збор за еден сегмент кој што е, можеби, како се да го издвоиме, не, во оние сегменти кога се препознава државата. Онај момент кога процесот на образование на албанската популација тргна од прво оделение до факултет. Сега дојде една генерација која што она не го знае македонскиот јазик. Или не го знае во она мерка да го потребува, да речеме, како на ниво на комуникација службена. Тоа се јави тој проблем. Тоа пред колку, кога почна тој процес пред 10 години. Тоа мора да бидеме свесни. А вториот момент кој што ние не треба да го заборавиме, па нити албанците, нити македонците, ние влезени сме или длабоко еден процес, како велиме ние, на глобализација, на регионализација, на бришење на границите, на предавање на суверенитетот. Ако влеземе ние во Европската унија или Косово и Албанија, ние нема да имаме некој апсолутен суверенитет на нашите територии, на нашата не знам што стварност во Македонија. Тоа мораме да се соочиме со тоа. Сме дел од светот. А третиот сегмент кој што е многу битен, барем еве скоро колку 2 години расправаме на најнивоа од, да речам, она што го јас го почитувам, она што го ценам посебно во дело што се нарекува правната сфера, например. Не би навлегувал. Или оние сфери кои што директно ги тангираат односите помеѓу луѓето внатре во општеството, во заедницата. Произлегува еден факт, кој што практично го изроди овај од сега после 90-тите години, 2001 година, и сега се денес се случува и тоа што се случува. Кога ќе го погледнете, таа, како би ја нарекле, карта или таа конфигурација на силите внатре во општеството, во однос на интересите кои не секогаш се врзани за етничкото или политичкото, туку кои длабоко влегуваат во интересите на економското, на вистинските материјални интереси. И оние интереси кои што ние не можеме и како поединци или како групи да избегаме од тоа, не? Кога ќе ги добиете овие 3 сфери на политичко, етничко, економско, кое што е врзано сега, како велиме ние, на ситуација после 90-тите години, долго време, па и после 2000 година, па и после последниве 7-8 години, кога правната сфера не е доволно дефинирана или не е доволно, како би рекол, остра или прецизна, за да ги
докрај менаџира тие релации. Се создаде и денес една група која е врзана околу партиите, која што, како да наречем една група израз, буквално се нафрли на присвојување на таа материјална добивка, така да ја наречем не, која што на некој начин сега има свој обратен ефект разносите помеѓу луѓето, која што го одведува сега системот во прашање. Тоа ситуација денес во која денес се соочуваме. Она што го Ванчо потенцира посебно на етничкиот проблем, сега етничкиот проблем доаѓа како шлагворд на некои нешта. Тоа да немам илузија, не? Ако вие некои работи не може да ги решавате во некои политички или внатрешпартиски или ти интереси, него фино го гурате сега во меѓуетничките односи и тоа добива се сосем некој друг. Додека може да се менаџира, се менаџира. Апсолутно. Така. И тоа мораме се соочиме сега со тој факт. Инаку со многу нешта во тој поглед, еве на пример ова што тврдите вие дека и во рамките на они што се челните луѓе на ВМРО ДПМН велат дека тоа не е повеќе суdir помеѓу македонци и албанци, туку тоа е суdir помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Така барем Илија Димовски и некои анализи така покажуваат. Односно дека како сега едната групација, македонска група, да ја наречем ајде партија, дел, буквално се е принудена нешто, условно е веламе принудена, нешто да прави она што го сака другиот етнос, кој што е доминантен. Шетански? Да. И се добиваме една, таа не е повеќе тоа не се е психолошка ситуација. Што е платформата? Ако било така лесно работите да се менува со платформи на таков начин, тоаш не знам кај би бил крајот на. Иако ние се повикуваме на тие платформи на албанците пред 100 години, но ова само сакам да поентирам во тој контекст. Платформа, таа мора да биде преточена ако постои таква како што постои, или како што се претпоставува и таа е објавена на некој начин, но таа мора да ги најде сите тие модалитети како да се реализира. Реакцијата од страна на другата страна сега е тогаш би, ако би било остро, ако би било, како би велиме ние, да не го дозволим тоа е друга ситуација. А ние одиме сега на нешто кое, како велам, како медиумска војна која се води во Македонија. Ами изгледа нашла простор за реализирање. Не, она сигурно дека ќе бара простор, апсолутно. Тоа не ги обвинуваат албанците во тој контекст. Таа нашла простор со 64.000 гласови кои што беа на изборите буквално дадени. Ние имавме, значи, 1800 гласови во определени албански села кои што беа дадени за СДСМ. Не една, или 18, или 180. Значи, тоа се сериозни бројки кои што упатуваат, значи, на конкретна, да не речем, уцена, меѓутоа фактурата за тие гласови сега доаѓа. Зошто го направија? Зошто се случи таков феномен? Па не е феномен, Љубиша, зошто феномен? Кратко и јасно е, тоа се 8 пратеника. Тоа е израмнување на силите. Сега доаѓа фактурата. Гласови за албанските партии? А зошто мислите дека албанците не би требало да гласат за СДСМ? Не, сега види, тоа се прашање на кои треба да се лажеме, дека ќе гласале во Брест или во Арачиново, мислам, јасна е работата. Ако ние се убедиме во тоа, дека една етничка група треба да гласа исклучиво за својата, кај што припаѓа на своите партии, тоа сме ние бинационална држава. Апсолутно. Не сме бинационална држава. Не. Ние функционираме така реално, но овде се работи најверојатно сега што можам, ја не сум во таа правна уставна материја, но се работи сега она што функционира реално, тоа треба се дигне на ниво на правен статус или правна форма да добие. Инаку во граѓанска, ако зборуваме на граѓанска позиција, ние така не размислуваме. Па ако е така, што ВМРО колку партии од другите етнички групи, национални ги... Тие сите партии, значи што се во коалицијата за подобра Македонија, 24 партии, од кои што 15 се, значи, од малцинствата се произнесоа јавно, значи, дека се против било каква бинационална држава. Значи, тие ги уживаат сите права, сите привилегии. Гледате, ромите имаат само во Македонија општина, само во Македонија имаат ден на ромите. Исто така и бошњаците, и власите. Значи, ако некоја држава има изградено таков принцип за права на малцинството, тоа е Македонија.
Тоа е Македонија. Значи, најмногу се почитуваат правата тука. Тоа е факт. Значи, што е проблемот сега тука? Проблемот е што фактурата од 11 декември пристигнува. Значи, имате платформа каде што се бара не само двојазичност. Тука се бара промена на грб, промена на знаме, промена на химна. Значи, извинување за злосторство извршени во период, значи, кога Македонија не била држава, туку тоа е период кога македонскиот народ најмногу трпел буквално од тие што бараат, од балистите. Цела северозападна Македонија буквално е раселена, до ден денеска не е опоравена. Имаме, значи, невидени зверства врз македонците. И сега ова е една чиста провокација каде што македонците треба да се извинуваат за тоа што биле убивани. Шекански. На почетокот, да. Затоа е Љубиша ова меѓуетничка криза. Ова не е политичка криза. Како би се решила ваква меѓуетничка криза, ако мислите дека дошол моментот кога албанските политички партии заради односот после изборите испорачуваат нешто што вие сметате дека тоа е веќе тапија и ќе го вадат на секој наредни избори доколку дојде до можност. Кон што води разрешницата тогаш? Ако не се прифати, не се прифаќа таа платформа. Овие протести сега што ги гледате, да. месец и пол, тие се порака од македонците. Ова е порака дека македонците, ова е единствено парче земја што остана, што се вика Македонија, каде што се зборува македонски јазик, каде што има македонска држава, македонците ќе го чуваат и ќе го бранат до крај. Дека повторно нема да дозволиме македонците да бидат жртвени јагниња, како што се случи со екзодусот во Грција, како што се случува со асимилацијата во Бугарија, во Албанија. Значи, македонците повторно нема да го доживеат тоа што го доживеале порано. Ова е реакција на македонците дека ќе бидат своји на своето. Ова е политичка порака До кого? Ова е политичка порака до оние што заговараат дека ќе воведат во Македонија бинационална држава, кои што мислат дека ќе направат федерална држава, кои што мислат дека имаат претензии врз дел од македонската територија. Значи, ова не е случајна порака. Повеќе е предупредување дека никој веќе нема право да се игра со македонците во Македонија. Дека на македонците буквално има нож до коска. Вие имате просто решение на кризата овдека во Македонија. Јас 4 месеца гледам постојано и буквално е неверојатно како едноставно не се толкува член 90 од Уставот на Република Македонија. Сакате да ви го прочитам тука. Две реченици се. Две реченици се. Председателот на Република Македонија е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на владата да го довери на кандидат од партијата, односно партиите што имаат освоено мнозинство. Значи, на 29 декември се конституираше собранието. Конститутивна седница се одржа. Се запаза член 90 став 1. На 9 јануари мандатот беше даден на победничката партија, на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН, односно на коалицијата за подобра Македонија. Значи, став 1 од член 90 тука беше исполнет во целост. Вториот пасус е мандатарот во рок од 20 дена од доверувањето на мандатот. Значи, веќе е мандатар, тој што го прима од председателот писмениот документ за состав на влада, писмен документ, од 9 до 29 јануари. Мандатарот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. Не успеа да предложи состав на влада, односно не обезбеди парламентарно мнозинство. Став 3. Владата се избира собранието со мнозинство гласови. До тој дел не ни стигнавме. Значи, Уставот е многу јасен. Не постои втор мандат. Туку? Каде прочита? Јас одделив овдека 30 секунди
бидејќи има луѓе што не ја познаваат правната проблематика во Република Македонија и верувам дека голем дел од нив не се запознати со ова парче наречено Устав. Ваѓале тука и Овој член професори по уставно 90, право, јас на вистина се правници. чудам И сите зошто не имаат се различно толкува. толкување. Ама кој е толкување? Уставот не се толкува. И се ви го толкувате. Уставот не се Секогаш толкува. Уставот се чита. Се чита, да. Но Значи, има законот- недоречености кои што остават законот- просто за толкување. Законот се толкува. Законот може да го толкуваш. Уставот го читаш, а јас ви го прочитав Уставот, двата става од член 90, каде што сите слушнавте од има До тоа наведува на какво решение. скоро 1 милион има гледаност телевизијата. 1 милион луѓе слушнаа, ако не прочитале, нека прочитаат сега, нека отворат, има интернет, има све. Значи, Уставот не предвидува давање на втор мандат. Значи, Ѓорѓи Иванов требаше на 29 јануари, на 30 нека е, на 30 јануари да излезе и да рече: почитувани граѓани, почитувани македонци, по член 90, значи не се исполнети условите за формирање. Па тоа не е но формирање на Добре, и? влада, не се успеа во формирање, нема втор мандат. Значи тука Тука што, веднаш до која ситуација Ама ќе се- дојде Мешектански? до која ситуација Да. доведете? До која ќе се доведе? Ако сега го даде мандатот, он го крши член, го крши став 2. да. Вика мандаторот во рок од 20 дена од доверување на мандатот на собранието му предлага програма. Добро. Добро, Има мислам дека една- ќе се Па, ќе се во заплетиме Италија немаше да се заплеткаме. Како не? Ова е ќе- случај во Италија, знаете колку пати има избори и не може да се остави влада. Кој ќе ги распишеш изборите? Значи, видите. Пак се Значи, вртиме пак круг. не се врти. Не, како не се врти? Ова е работа на Уставен суд. Уставен суд 4 Не месеца може Уставниот молчи. суд да распише избори. Ама не распишува Уставниот Па, суд. ако се заглавиме во Ќорцокак, значи треба разрешница. Ако нема втор мандат, треба да има избори. Така? Значи, треба да се Избори, договорат за избори. собранието ги Кој е? распишува. Постоечкото Па сега. постоечково не може да се... Ако не може сега да ги распише, во тој случај Уставниот суд сега треба да се произнесе дека актите што ги носи собранието се неуставни. Бидејќи да Нема се никакви формира, акти, ништо не може да донесе. Не може да Па не почне може да работа, донесе освен тоа. конституција. тоа Добро. е конституирано. Не може да донесе значи одлуки. Тие се неуставни бидејќи не може да се формира влада. Добро. Само една ова Само кратко да на реклами. Или да идеме реклами па па правна, само една реченица. Да. Ако навлеземе во понатамошно правно толкување на Така. Уставот, стигнавме до каде? До деловникот за работа на собранието. Добро. И до кој член стигнаме до деловникот за работа на собранието? Член кој беше тој? 78. Да. Кој вели што? 10 дена ние имаме што? Реплики и процедурални прашања. Дали може тоа собрание да остане за тоа, да речеме, наредниве 3 месеци? Може. Требаше на 30 јануар, конкретно, значи, по тука, да се врати и се врати мандатот, Ние, ако собранието да јас, распише нови ако се избори. обидам да ја толкувам кризата, да ја разберам на ваков начин, разговорот не можем никаде да го доведеме. Добро, сега го доведеме до следново. Значи, правно е и да се избере председател на собрание и да се именува влада, карикираме, Уставниот суд нема да ја Зошто? призна. Затоа што се крши уставот. без мандат, мислите? Затоа што се Не, крши. не, Ја затоа е Не, колку кој јас мандат? разбирам по ниеден Ама член од председателот не Уставот. може да даде мандат сега. Значи, председателот не може да даде мандат, тој по устав не може да даде мандат по втор пат. Значи, не може да даде. Не знам тоа дали ја го слушав сите толкувања на овие врвни наши Па, уставотворци. Да не се... уставот се чита, не се професори по толкува, уставно право. професоре. Уставот се чита. Тоаш ние никош не можеме да излеземе од овие правни заврзлами вака како се поставени. Ако ние не го почиту... Тоаш на висена ни треба некој тутор кој ќе ни покаже како се прави тоа. Ако одиме по таа логика. Тутор е... Ја така гледам. Мала пауза, одиме на реклами, а потоа се враќаме да дообјасниме некои состојби, бидејќи релевантен е уставот и деловникот, но очигледно има разлики шејтански околу читањето и толкувањето на уставот, иако не се толкува, Па не се толкува. но се го читаат и го разбираат. Па нека го читаат, да го читаат. Нека го читаат два пасуса, нека го прочита и... Одиме со реклами, одиме сепак со реклами, па ќе се консолидираме малку.
Еве небо аргументи. Дојдовме до Уставот, но јас ќе излезам од Уставот, се извинам шејтански, сега професор да го прашам за тоа што вие почнете да говорите за народот што е на улиците, што нема да дозволи да се случи нешто што не го посекуваат. Господин Ацевски, како гледате на протестите сегашни и генерално воопшто во Македонија, бидејќи имаше шарената револуција, имаше ГДОМ, има сега заедно за Македонија, ги бројат деновите, ги бројат политичките партии, бројот на излезени граѓани, силината со која протестираат. И е тоа демократска пракса. Можат ли тие да решат нешто што е политичко прашање? Што треба тие што се внатре да го решат? И како ќе го спречат тоа, за што говори Шејтански? Како би спречиле нешто, на кој начин тоа може да го направи? Видите го, ќе кажете народ во на ваква релација или во вакви сегменти од социјалниот живот и политичкиот живот, и кога со тој народ ќе се повикате дека он може да го реши проблемот на ваков начин, на улица, не како би рекол да кажете дека тоа е погрешно и води во една ново понатамошно продлабочување на кризата, тоа сигурно. Но овдека останува виси во воздухот дали народот може да биде инструментализиран во, како би рекол, во судири, во ситуација кога ќе се соочиме со тешки проблеми во смисла на жртви, во смисла на уништување на имот, во смисла на понатамошно би рекол продлабочување на самата криза. И не само тоа. Јас сум скептик дека и не ми е позната во историјата дека на ваков начин народ изведен на улица може да решава проблеми. Политичката криза не се реши со политички средства. Кога се види тоа дека не е можно, а и едната и другата страна, ајде да ги земам условно двете страни, не, на некој начин го испровоцира или доведе во таа ситуација да повика дека некој кој што го има тоа сега, како велиме ние, легитимно право и дека не му припаѓа државата, не му припаѓа се она што може да го решава, да излезе на улица и тоа да го направи. Сега, еве, скоро колку месеци пред шарената револуција, а посебно денес, повикот за судири, повикот за, како велат тие, ние во секоја секунда ќе следиме и нема да дозволиме формирање на мнозинство, влада и така натака, тоа може да доведе до тешки последици во Македонија. Не е тоа работа на тие што се на улица тоа да го прават. Дури, јас одам понатамо, ако ние навистина Македонија го се почувствува тоа дека немаме сили тоа да го решиме на еден институционален начин, на начин како тоа сепак го претпоставува Уставот, деловникот на собранието или сета правна регулатива, тогаш нам ни треба некоја помош од надвор, на некому кому ќе му веруваме дека тоа ќе го направи на еден објективен и транспарентен начин. На некои засегнати страни, но овде останува и понатаму најголемиот всушност проблем е тоа што двете, би рекол, судрени, ајде условно зборувам веќе во една вака идеална типска ситуација, не, страни се толку меѓу себе оптужени, толку меѓу себе се исклучителни, да практично не е можно, дури јас то имам тој впечаток, не таа перцепција, дека не е можно понатамошно решавање на проблемите на маса, проблемите на институција, проблемите на некакви закони и правила. Тука сега ние доаѓаме до тој чорсокак, не, како велите вие, бараме светло во тунелот, не. Овде ние како да бараме тунели во тоа светло, дека во некакви чорсокаци влеговме, не, слепи патишта, не. Почна тоа оптужување, пред себе ги имам, успеав да ги соберам последниве 5 дена разни интервјуа кои што беа давани од двете страни, кои ќе го прочитат овој јазик, како би нарекол израз, не, на една оптужување меѓусебно, на десетици зборови кои што ги нема во обичното комуницирање.
Од криминалци до фашисти, или до она другата страна, едната страна обвинување меѓусебно, како ќе дојдеме ние до решение? Кој е патот? Дали постои таков начин? Дали нам ни треба навистина некој, сме дојдени од таа ситуација да се однесуваме да интервенција од надвор е неопходна? За да не дојде до едно На понатамошно... кој начин, професор, тоа кој Па ќе кажем едноставно, интервенција, тоа е велам интервенција, не мислам... медијаторство до сега. Медијаторство, некој кој ние ќе поверуваме дека некој може нам да не извлече од оваа ситуација, да ни помогне на некој начин. Како Јас- пржино што беше. Пржино, тоа е делимичниот ова. Тие од надвор веруваат дека Пржино се случи, дека можете вие понатаму да продолжите да ги решавате проблемите. Но се покажа дека не можеме. Дека уште понатамошно се продлабочува таа криза. Значи се нема треба Пржино 2, 3, 5 или не знам што, но треба нешто кое може подлабински Не уште... го гледате Ван Хауте што изјава даде. Па Вика, не што, е тоа... не е лошо да бидете и федерација, вика. Тоа што рекол Ван Хауте, мислам за оваа ситуација не е ни толку битно. Вие мислите, само да прашам Шейтански, да го споменавте Пржино. Контекстот не е ова, да. Мислите дека таков еден собир лидерски може да се најде решение? Јас Верувате во очекувам овој дека спротивно на професорот дека не е согласувам можно? со тоа дека разликите се сигурно големи? не, сигурно дека ќе има некој обид пак под меѓународно покровителство, дека ќе има пак некое Пржино. Задолжително мора да има, значи, присуство меѓународно тука, олеснувачи, што ги викаат. Значи, работата е излезена од контрола. Далеко од тоа дека може да се реши на улица или може да се реши може ли- Шейтански, само нешто, се само извинувам. една реченица. Извинувам се. Ја го гледам само тоа Професоре. медијаторство во заживување на институциите во Македонија. Професоре, само едно Добро, да, прашање. Во тоа, институционално. Таа смисла. Ние се наоѓаме пред колапс институционално. Шейтански, она што изостанува и го поставам и на други соговорници. Тие се обидуваат лидерите на политичките партии да најдат заедничко решение. Меѓутоа, ако е платформата проблем, созаден или не навлегувам во суштината, бидејќи ние навистина не ја знаеме детално за што све се Ја преговара. читаме сите. Не, што е прифатено, што е неприфатено. Значи, ние Кој да прифати? што е прифатено од политичките партнери. Којото е како смее да прифати? Вие рековте дека е уцена, така, значи другата страна треба смее да да прифати нешто или така, не. па нека излезе, Не, нека не. рече дека не ја прифаќа. Значи, Ја странците решава за кризата. кои што кажувате, не се осврнуваат на платформата, воопшто не ја спомнуваат. Значи, тоа е проблемот. Тие Тие не ја ни олеснуваат. осудуваат. Не ја осудуваат. Пази, Значи, не таа ја е осудуваат. платформа од друга држава, Ама не ја инкорпорирана, за осудуваат. тоа Ништо како не да... кажаа до сега. Ништо не ја Значи, осудуваат. значи тоа е подмолно. Значи тоа е од нивна страна креирано сценарио. А ние имавме ваков случај 95-та година. Значи 95-та година имаше во октомври закажан протест пред собранието на 5 октомври против промена на знамето. Ние имавме 16 крако знаме. На 3 октомври се случи атентатот на Киро Глигоров. Собранието после 48 часа едноставно си крена раце како ништо да не се случило. Новиот председател на собранието, кој беше и веден на државата, го потпиша указот, никоме ништо. 2004 година ние имавме закон за територијална организација, референдум 22 февруари направен, 26 падна авионот на председателот Борис Трајковски. На 27 беа закажани протести против територијалната организација. Значи, видете, овие луѓе 200.000 што излегуваат надвор. Ајде тие што се помладите не знаат, од временска дистанца назад 20 години, не ги знаат овие работи. Ама ние ги знаеме. И ако сега некој мисли на перфиден начин, да молчи, да се смее, да кажува, замо за да формира влада, а таа влада не може да ја формира без фактурата, без уцената што е, и дека туку така може да помине и дека ќе формира, тоа се излажале. Нека излезе со таа платформа на избори, па да видиме колку гласови ќе освои. На овој начин не може. Значи, одека е и меѓународната заедница. Јас верувам дека е без нејзино знаење, бидејќи никој не ја осуди. Европска унија не се произнесе против
таа платформа на странска држава, тоа е директно мешање во внатрешни работи на Македонија и посегнување по територијален интегритет. Што треба сега ние? Јас да свикам овдека во Македонија, да ги свикам од македонците од Мала Преспа, од Голо Брдо, да направиме овдека платформа, македонска платформа и да го дадеме во албанското собрание на усвојување. Тоа така изгледа. Бидејќи и таму има 300.000 македонци, исто како што има и албанци во Македонија. Значи, ова е мешање во внатрешни работи на една држава. И ние не можеме да останеме неми на тоа и да прифатиме редефинирање на македонската држава, кој како сака нека кажува. Ајде сега се тргнавме од Извини, устав. то парламентот го усвои ова што зборуваш? Што да ти? усвои Па ова што го говориш ти? Што да усвои парламент? Дали влезе таа во парламентот и се усвои таа платформа? Не е влезена таа платформа. Таа платформа е значи дел од програмата на политичките партии со кои се коалицира. Ама знаете што? Подценуваш ова, исклучуваш и подценувам? Уставен суд и сите други подценувам институции. никако. Едноставно, тоа е таа хартија, што ја викаш ти платформа, како што е платформа, Не ја викам јас. декларација, како ќе не е тоа битно, дека таа шом ќе влезе во парламентот и таа ќе призвика во Македонија двојазична револуција, рацепување све. Не. Тоа Може Дека- коалицијата не ја прифати таа платформа на 29. Шејтански. Требаше јас да ја подпишам. Македонија функционира како бинационална држава. Функционира она и ова води понатаму дека мора да функционира така. Како? Као бинационална држава. Ова што го што го изнесуваш ти. Знаеш зошто е? Знаеш зошто е? Затоа што овај говор ги уништува сите темели на некоја граѓанско општество во Македонија. Дали е можно овде? Све. Победник со победник што значи? Ајде. Добро. Значи победник е албанците и победник е македонците формираат влада, така? Не, пренете на финалето. Не. Не заврши што треба. Дали треба да прифатиме- одговорот тој говор, значи ние да прифатиме победник со победник. Не, еве ние се тргаме. Ако овој победникот сега првиот победник неќе со не вториот победник, ние се се распаѓа тргаме, државата, ние се така? тргаме целосно. Кажете што ти- треба Македонија да биде, како македонец ајде. Македонец сте, така? Јас Македонец ли ова- сте? Македонец сте? Што треба да Сега, направиме? да не почне да ме навредуваш. Не, далеко од тоа ве почитувам. Ја многу. не дискутирам за тоа. Така. Ја дискутирам кога сме влегле во еден процес. Така, Така. Избори. добро. Дека не успеа ВМРО да формира влада. Добро. Затоа што не се договорил како што ја не навлегувам дека не сум бил или не знам за тоа колку ти разговарале што освоило таа платформа што не формира влада. Логички. Мислам се ја за логички, не во така правото има логика, не? Не, во правото има закон. Не, постои правна логика. Во социологијата имате логика. Не, може постои Може да некој зборувате закон, во социологија. правната Тука не можете да зборувате логички. Јас зборувам Тука за го читате закон. логика на Ајде, правото, довршете, да. правото. Знаеш ти како е се? Логика на правото. Значи ако вие не се дојдува кој е вториот наред, повелете вие дали ќе Кај обезбедите. го пишува вториот наред? Ти го член Се подразбира, ја не знам кај да го Не. пишува овде. Па ние Македонија по ова вашето никош не може да формира влада. Професор сте на Ама факултет. Никогаш не Не може да може формира така да влада. зборувате вие, Ја не дека знам. се подразбира и по логика. Се подразбира Има како да... устав. Има устав. Дали во тој случај, Да. во тој случај, како што сме ние сега македонците поделени по политичка и не знам каква линија, дека никогаш практично не можеме да формираме влада. Предпостави дека ќе има избори, така? Една од тие предпоставки е исто да биде во некоја ваква ситуација. И да рече албанците, извинете, ние не сакаме да Дали вие формираме со никоја прифаќате? влада. Не, Италија имаше 4 пати избори, не можеа да формираат Оставете влада. Италија, Не, зашто да остави Италија? Па, Италија ги почитува законите на државата? Италија е друга приказна. Ние тука не кој можеме не да почитува се закони? споредуваме со Италија. Италија ако нема влада се функционира и може и подобро да нема влада во Италија, па да функционира. Добро. Сам, Дали вие затоа е компарацијата не ова промена на грб, не е во ред. промена на јазик, промена на химна? Дали прифаќате вие Како промена? да прифаќам јас промена на овај химна на јазик? Дали тоа е во уставот претпоставено дека тоа се подразбира? Во платформата е наведено дека Сам. значи партиите кои што се дел Ако од нешто албанскиот излегува- блок јасно рекоа, Шејтански. ние поддржуваме влада Ако- која што ќе прифати промена на Ако грб. нешто излегува надвор од уставот. Добро? Мислам тоа излегува надвор, колку ја не сум правник да го толкувам, не. Добро, Но излегува. ако излегува надвор
Така. И ако тоа се процесуира нормално, се ја разбирам логички, не, да се постави речеме пред собрание, односно влада, тоа да се усвојува, постои Уставен суд, постојат колку инстанци, не да стигне Добро. тоа да биде правосилно. Тогаш може ВМРО и било кој да излезе на улица и да прави што ќе прави. Добро. А ние се предпоставуваме дека некој разговарал, тоа медиумски се доста држи во една тензија и ние се предпоставуваме дека тоа ако се усвои дека ние пропаднавме. Зошто предпоставуваме? Па предпоставуваме, Не е предпоставка. Па добија 60.000 гласови за тоа. Второ, излегува блок од сите партии заедно. Зашто лошо гледаш во тоа дека добија 60.000 гласови? Ма не гледам Па лошо. може за блиска иднина да партиите бидат Најмногу. мултиетнички, што се гледа? Така. Зашто? Ако сакаме да бидеме некаква нормална држава, зашто тоа? Што е тоа толку чудно? Тие права, сега и да не навлегуваме тоа, веќе не е тема на самата расправа. Ја дискутирам по логиката на правото и по логиката дека ова држава мора да функционира во тој поглед. Инаку ќе бидеме ставени по старателство, по туторство. Затоа што ќе им правиме проблеми на тие околу нас и ќе рече вие не сте доволно способни да бидете да правите држава. Во тоа е проблемот. Сега позадината на тоа ја не го спомна специјалното јавно обвинителство. Што е со него? Специјалното јавно обвинителство е политички договор помеѓу 4 партии во Пржино. Значи тоа политички договор кај што јас ниту знам што е договорено, ниту знам на која основа функционира, ни Да процесуира она што е од тие преслушувани разговори. значи тоа е Многу политички просто. договор. Значи јас не коментирам политички договор, на тие што го потпишале, ја си го коментираат, си го спроведуваат, нека се бават со него. Шејтански. И никогаш не сум навлегол во него. Ацевски, едно прашање, бидејќи го спомна професор Никогаш. Тоторез. Не го толкува. За Македонија, колку е важна состојбата во Македонија, денеска Вучич, значи премиерот Да. и Џон Мекен сенаторот разговарале за Македонија и во регионот. И Вучич истакнал дека решавањето на проблемот во Македонија е од клучно значење за регионот. Битна ли е Македонија за регионот? Битна ли состојбата за регионот? Само наш е проблемот или може да... Дескалира. Инаку зашто би разговарале сенатор од Америка и Вучич во Србија за Значи- состојбата во Македонија? Или така си размениле можеби само... Значи, видете, мислење? Бугарија и Грција се Очигледно е членки важна на ова Европска унија и на за НАТО. кој што- Тие не можат да се вмешаат во внатрешните работи во случај на ескалација. На можна ескалација. На можна ескалација. Меѓу- Меѓутоа, Србија и Косово не се членки. Тие значи, директно можат да бидат засегнати во некој евентуално сценарио, како што води кон таму работата. А како во... Сите го молчиме тоа, меѓутоа... Ајде го кажеме, какво сценарио? Возможно и можно. Значи... Тоа е повеќе заплашување. Не, јас не сакам да излегувам, Не, ама значи сега јас да заплашувам. Бидејќи е рекол дека меѓуетнички проблем, значи телевизиите се меѓуетнички. И за тоа се загрижени веројатно. Не сум во регионот. сигурен дека албанците било што во овој момент би правеле некаква сценарија во тој поле насилство, некакви нешто да провоцираат. Немам такво убедување. Е добро да биде така, мислам, сите посекуваат. Добро би било, така е, никој нема... Говориме дали Они сите се загрижени, Они значи се веројатно во треба и ние овој може овој спор македонски да го наречам така, Така? не? Она страна која се уште само посматра, не? Повод беше нимата платформа, но Што мислите вие за судирот е таа? меѓу- Што мислите вие за Призренската платформа? Не е од Тираната, е Призренската платформа. Што мислите вие, како универзитетски професор, во 3 реченици, како би ја толкувале? Шејтански види, шејтански само ќе ти кажам една реченица. Мислам за она што доаѓа од надвора. Јас повеќе размислувам што ние мислиме за тоа, како држава, како македонци. Што е, каде сме ние во тој контекст? Добро. Да се навратам малце, еве, ќе направам една, бидејќи сама дискусија води кон тоа. Тоа е точно. Македонија во таа формација која што беше пред 90-тите години, она го покажа таа ширина дека ние мислиме дека живееме во едно космополитско, социјалистичко, отворени граници, не беше тоа проблем да се од Косово дојдат во Скопје, во Македонија и така натаму. Но тоа не се виновни албанците за тоа.
Не, јас сега ве прашав директно да одговорите Разбирам. без... Шитански, не Прашањето прашање за е не е лични, умесно. кој што лично Ме разбираш мисли, ова? кој не... Што да мислам јас за ова? Избегнуваме од Не, али работата, значи... говориме генерално, Те кој осудувам што таа мисли... ова платформа. Што да речем таа? Што да кажам за таа платформа? Таа е директна платформа против вашата држава, Република Македонија, директно против вашиот народ, македонски народ, директно против вашата држава, вашите обележија, и вие не наоѓате како универзитетски професор два реда да кажете дали се согласувате или не. Јас конкретно ќе ви кажам. Таа Со што да се платформа, согласуваме? Призренската лига и нејзиниот привезок, Тиранската платформа. Не може да се согласувам со тоа. Како да се согласувам ја дека ако ти ми кажеш мене дека овие ќе сменат име, знаме, не знам што кажете, да. така кажете. Како Така да? Јас Ја не ти видов- кажувам дека Јас не видов ниту промената- еден албански интелектуалец, ниту Шејтански. еден албански интелектуалец да излезе и рече дека не се согласува со тоа. Ни порано, ни сега, ни во иднина. Јас не се согласувам со ништо кое излегува надвор од уставот како што е поставен денес во Македонија. Така. Тоа го кажа и многу албанци, пратеници, интелектуалци од СДСМ. Што кажаат тие? Дека се што е надвор од уставот Така? не може да биде сега Тие ја во овој момент поддржуваат. предмет на расправа, Тие сите ја предмет на поддржуваат. пазарење. Значи, затоа немаме Се, меѓуетничка криза. Ние немаме политичка криза. Не знам дали Значи, ова не може да се реши... од чело на Заев, дали некој го поддржува промена на јазик, промена на знаме, промена на символи и така натаму. Не знам, верувам. А не знам што тие Вие разговарале. знаете дека 95-та Што година разговарале? значи беше променето знамето и беше сменет уставот член 49 каде што македонците Македонија се откажа од малцинствата. Во право си со символите Не, не јас се да игра. довршам само момент, јас ве слушав саат време. Значи, македонската држава се откажа 95-та година на 5 октомври, 2 дена после атентатот на Глигоров, се откажа од македонското малцинство во Грција, Србија и Бугарија и Албанија. Македонија тој ден се откажа од знамето 16 крако. Македонија исто така под ист притисок на СДСМ 2004 година го донесе законот за територијална организација, односно каде што Чаир, Кичево, Струга го изгубија македонскиот карактер. И до ден денеска ние ги трпиме последиците. Значи, ние не можеме веќе проблемите да ги ставаме под тепих. Ниту еден албански интелектуалец не излезе одека јавно и да осуди дека ова е против суверенитетот и државниот интегритет на Република Македонија, како држава со сите нишани. Вие заборавате дека 91 година при конституирањето ПДП и НДП, Мухамед Халили и Невзат Халили, како беше, кој што беше организатор на референдумот за Иливида, беше 7 години во затвор за тоа, така? Потсети Значи, тие на гласа- референдумот на Иливида и рече дека тоа е трајна придобивка на така. албанците, на која што треба повторно да Значи, се тие повика. 91 еве за тие што не знаат да им кажам. Гласа против уставот на Република Македонија. Гласа против референдумот за независност. Не го изгласа. Гласа Гласа, против не гласа, да. гласа против знамето 91. Против химната на Република Македонија. Ние не можеме да се правиме тука светци и да кажуваме дека сме Норвешка и Данска и дека ова дека нема. Ние имаме луѓе директен атак врз суверенитетот на државата. И утре да има избори. Јас тоа го кажав и на лидерската средба и на ВМРО-ДПМН и на Груевски. Утре да има избори, утре да има избори. И да освои коалицијата 70 пратеник. Таа повторно ќе биде условена. Значи, ние имаме нов момент. Имаме нов момент од 17 јануари, кога беше донесена таа Ма платформа. изборите не го решаваат проблемот. Значи, имаме нов момент од 17 јануари 2017 година. Ако досега ова пречутно беше поставено Призренската лига и нејзините значи, Шитански, мислува да- прв пат имавме од 17 каде што албанските политички лидери јавно излегоа Шептански, со ако сте платформа разговарале тоа за реализација. на состанокот на Само го нашата нафрлив коалиција, тоа, да? што им предложивте како решение? Значи, јас ова што го кажувам сега, го кажувам секаде. Да, ја ве разбирам, значи вие констатирате нешто, но Јас констатирам дека ние имаме и на- сериозна меѓуетничка криза. Добро, значи вие како партии сите
македонски... Тоа е мој став. Вие сте партија. Така, тоа е мој став. Не сте само личност која што од тука Добра, ќе се меѓутоа тука ти го кажувам ставот за да го слушнат. Кој да беше, сакам да Така. кажам, вашиот став е во ред, бидејќи сте лидер на партија Така. и дел од една коалиција, какви решенија мислите направите ако констатирате дека се ова е случајно и дека треба да рестарт да направиме на односите со албанците? Па тоа ти што го бараат, значи редефинирање на односите меѓу двете По таа етнички логика е заедници, така. по таа логика. Но на поинаков начин го тие што мислат од македонски аспект. Тоа што македонските партии треба да се обединат. Така, по вашата логика. И тоа е бинационална што држава, треба да се направи? Или да не се земат во влада? Не реков ништо за тоа. Значи, Не, сега како да Јас- кажем, констатираме ситуација дека е Таа логика на Но, размислување таа води логика, во тоа. логиката на размислување кој Води е? во Кој е тоа. решението на Ако- работа? Ако е Решението таква кој е на ситуацијата кризата? за која што велите вие дека ние сме дојдени во таква ситуација, дека тие бараат тоа и дека ќе го бараат и во иднина, тоа што Ја треба да не го правиме? велам, тоа е Љубишо, не го велат тоа. Па вие не, се добро. правите, Па вие тие се го велат тоа, вие ама се ние- правите сите дека не слушате. Како не Дека слушаме? не знаете, дека Значи, не Испанија, гледате. Зашто сега така? Зашто Јас- сите се ВМРО, правите? ДПМН е за бинационална држава. Не, Само по кажи, друга... кажи друга- кој Не. овдека ти дошол албански интелектуалец или политичар и кој Ама што нека и се така, ја спротивства? не велам дека можеби не констатираш добро. Така. Нека и така, но ако сме дојдени до зид, како зид. тоа што да правиме? Значи, кажав Што треба да направиме? Да читаме членот? не да си ја почитуваме државата, да го Кој не ја почитува? почитуваме. Ние ја почитуваме. Тие за кои што велиш ти не ја почитуваат, значи така. Кој не ја почитува? Па зборите за албанците говориме, така? Не говоря за Или албанците, за говоря езде. за Зборам СДСМ за говорам. езде. Зборувам само за... Добре. Значи, види, ние треба да го Што почитуваме треба да уставот. правиме? Јас за тоа говорам, кога го анализираме, треба да најдеме некои решение. Кога велиме лидерска средба, странци, треба нешто да се реши, но да не биде вака како досега. Што треба? Што по вас треба да се направи? Значи, Тоа е она што е прашање за милион, вела за милион долари. Значи ние ќе речеме Очигледно не да, слушаш. овие не чинат, овие приземска Ама не. лига, овие предадници, овие... ама не, види, ти знаеш на кај вртиш работата. Не, Ти ја вртам вртиш, јас. Дали ти ја има вртиш и- на хумор работата. Не, точно. Ја, вако, јас многу убаво ти прочитав член 90 од Да Уставот. разбирам шеқтански. Јас Значи, само мислев дека имате некој решение. Ме Повеќе прашам и дали не имате... навлегувам во да си кажуваме хумор тука, што понатаму зид ова она. Значи, ние имаме Устав на Република Македонија. Уставот на Република Македонија му дава на председателот право да даде еднаш мандат. Никаде не стои дека треба два пати да даде Добро. мандат. Ако тој мисли да го крши, да дава, тоа е негово право, ја не навлегувам во тоа. Јас велам, колку што сум научил од ова тука, дека втор пат нема право да дава. Добро. И стојам до тоа. И еве јавно повикувам кој смета од правната фела зборувам, значи кој што се разбира во ова книвче тука, Председател Нека- сега него дава мандатот заради платформата, не заради членот за кој што го читат. види, тој може да каже, јас го кажувам, значи, Неговата првична изјава беше таква, да. Да, Онако рече него. вратете се првично каков сеќавам беше точно го ставот. точно. Значи, Уставниот суд треба да се произнесе, значи треба да се поднесе иницијатива. Дали може председателот на државата по втор пат да даде мандат по член Тоа е вашиот 90. став, тоа ве праша. Што е Член вашиот 90, став? значи. Тоа е. Тоа ве праша Јас фактички. не ова е можам да одговор сега. кажувам што да дава за излез, најверојатно пак ќе се заврши на тоа со медијаторство. Па добро, тоа Кај беше иде, прашање, значи- ние или може да живееме и професоре, може да се Што? живее подолго време во ваква една Не. лимбо ситуација. Може Зошто да- не? По некакви Некаква влада процени, има, некакво 2-3 години собрание има. можеме вака Не, да по живееме. процени не може да се Се живее. до оној значи- момент додека тоа ќе се одрази во Професоре, економија, во професоре. другите сфери, не. Значи, паушално може да зборуваме на што ќе се однесува. паушално. Ние имаме тука системски закони, значи, кои што веќе го газат времето. Значи, имаме градоначалници и совети на општини, каде што веќе ги гази, ги бројат деновите, каде што можеме да се соочиме со целосен колапс на цела територија на Република Македонија. Ако не функционираат градоначалниците, Ќе треба ли и во локални советите. избори немалце, Значи, така? што правиме? Ја блокираме цела држава. Втора работа. Значи, ние имаме институции, државни министерства,
значи од финансии до земјоделие, каде што имаме проблеми со субвенции, со исплати, со плати, значи меѓу два изборни процеси не може да се регулира исплата на Шейтански. Проблемот е, оставува и Љубиша, дали изборите се решение на проблемот? Изборите, значи ова го наметнува. Да предпоставиме една од тие, извини, Ајде, одиме само на реклами. Ајде, одиме на реклами, па да продолжиме, бидејќи гледам ќе има и реплики, ќе ни заврши емисијата, а врските сепак ни се во ова време да одиме со економска пропагандна програма. Врти случаи некако доаѓаме до зборот медијаторство, иако има различни сваќања веќе и околу медијаторството, колку тие што доаѓаат прво се објективни и искрени, бидејќи двете страни за кои што вие ги нарекувате двете страни политички партии, веројатно мислите на македонските политички партии. Албанци се релаксирани од тој повод. Релаксирани затоа што сметаме ние македонците дека тие се поблиски постојано до албанскиот политички субјект. Тоа е вака, може да е предрасуда, може би не е, но секој македонец мисли дека тоа така. Тие така и се однесуваат. Блиски се до американците, до европјаните, ние некако сме по-горди, бидејќи сме мнозински народ и не радо примаме медијаторство кој што доаѓа некојаш, иако ние ги викаме, но мислам дека се слагаме оти. Тоа е таква една премолчна вистина дека се случува. Па тогаш како и со медијаторство да како да кажам, дали се свртиме кон Европската унија или кон Соединетите американски држави. Дали можат навистина да помогнат со совет, дали им треба да не казнат нешто затоа што сме ние неумни, не знаеме да се договориме, или навистина може да најдат некое решение кое што е, бидејќи видите и двете страни, и ја не викам дека и СДСМ не е свесна на ситуацијата во која се наоѓа. Значи за танго треба двајца. Ако е таква ситуацијата каква што е, а велиме дека може да се повторува, дали за еден двајца од другата страна, ние веројатно една соговорничка пред некоја емисија рече ќе треба да научиме да живееме во лимбо односи меѓу политичките партии. Кој вели дека нема па албанците да гласат и нема да гласат. И значи ќе треба да знаеме да се договараме, да се пазариме, да се убедуваме. Ако не сакаме да ни доаѓаат странците кои што ќе ни наметнуваат некои пржински или охридски рамковни договори. Не знам што ни е помило. Види, кога вела медијаторство, она трета, ајде, условно кажано, некоја независна, непристрасна, да веруваме во некој дека може да помири две, иако тешко се помируваат овие страни. Па, ако неќе да се помират, не може да ги помири. Ако сакаат, може да се обвинувањата, меѓусебните обвинувања се практично непомирливи. За криминал, денес ја слушнав тој збор, барем едно, ајде да речем, 50 пати од страна на потениците од и едни и другите. И овие другите исто до тоа. Како ќе ги помирите нив? Мислам, тука е... Има некои решенија. Тука е дилемите, тука се дилемите, кои се многу тешки за вака теоретска некоја елаборација, иако ние можеме се определиме многу лесно, не било полесно се определите не на друга страна, па да рече добро, јас сум таму, па сега, Боже мој, некако ќе испадне сето тоа. Но не е тоа решение, не води. Јас се обидувам да колку толку да анализираме нешто од тоа, да извлечеме некоја поука. И јас сум за тоа. Да не разговараме повеќе нити за морал, така, ни дури за демократија, туку да се обидиме да ги почитуваме тие елементарни правила на една логичко, здраворазумско однесување во оваа ситуација, кои што директно произлегуваат од овие акти. Треба да превршиме. Шеhtански, сепак имаше една идеја од Дуи. Повторно ќе кажем, иако денеска оваа синтагма... Ај, зачуј го прашањето, само една реченица, реплика, да не го заборавам, немам пракса да... Види, значи, толку е сериозна оваа криза деновиве, која што може да ескалира наредните 2-3 дена и да излезе од контрола од улица, да мислам дека и требаше од порано медијација и дека премногу долго се стои настрана, значи станува сериозна.
А зашо вие два-три дена точно се спомнуваат дека како критични, дека ќе има обид за недемократско преземање на власта? Таа Значи, види, во да не се собранието повторувам, или надвор да од собранието? не се Бидејќи има повторувам, две да теории. не се повторувам, значи може да дојде до суdir на две страни, на улица. Значи по-лошо од тоа нема, а тоа е вон контрола. Тоа не може да го контролира. Нема другата никој. страна, не е на улица. Не, сега зборувам за случај Не, кога добро. би било. Ако Јас уште не сум за другата страна тоа. сака да Кога каже- би било? Значи зборувам за сега за превенција. За превенција. Значи мислам дека и до сега премногу долго беше оставена ситуацијата да ескалира. Веќе е ескалирано. Мислам дека медијаторство требаше и во овој период. Значи очигледно дека се потребни такви апарати за дишење, бидејќи евентуална ескалација. Препораките од Европската унија вала ги слушате. Доволно една ескалација. Могерини денешната незина изјава. Доволно една ескалација Многу да се фирми. случи, каде што после контрола да излегува вон контрола од улицата. На улицата нема контрола. И затоа сметам дека требаше и до сега да има медијаторство, Сега да прашам, имаше меѓународно. обид и од ДУИ дојде нешто обид за повторна лидерска средба. Не, лидерска Се средба, спомна тоа тој е во термин. контекст на тоа е во ред и тоа барање, меѓутоа и медијаторство, бидејќи било каква искра може да видима далекосежни последици што никој не ги сака. Ма нема другата страна не е на улица во Добро, Шипански. професоре, Тие може да сега бидат не во е. собрание Може да и излезе. да направат некој проблем. Ама Инаку може да излезе. нема друго. Судирот предпоставува Добро. две страни кои се навистина така спротивставени. Се уште ние водиме медиумска ваква една војна. Ама работата е По да некој не начин, дојде до надвор до такво Уште нешто. таа Нема да ја Значи јас зборам за коментираме тоа, имагинарна. превенција. Нема имагинарно у политиката. Нема друга. Случајности нема тука. Тие диде другата страна па се сретнат некаде па се степат меѓу себе. Па да не дојде до тоа. Ма затоа нема се друга страна. превенира. Дали ме разбираш? Сега нема. Може и да има. Може да Другото разговарат прашање овие кој уште во парламентот уште 3 месеци. Реплики, Нема уште контрреплики. долго да е. Може. И Не знаеме колку ќе трае. Не знаеме. може би да. тоа е најдобро решение. Да ги остават во парламентот, таму нема одбори до лето, таму Не може некаде се така, вратиме значи, во има блокада. Има институции. Значи, треба да се- институционално А зборува. сега последиците Избори, ние ќе ги локалните, сите ќе ги сносиме. градоначалници. Али овие ќе си професор- расправат во парламентот, пазете. Не, чекај, значи А, извини, зборувам молим за те. Нека расправат. зборувам Нема, значи во права е за зборувам локалните значи за избори, советите ќе останат без за буџети, нема блокада. Нека останат. Па За нема да блокада функционира ништо. А зборувам. нека не функционира, али овие нека расправат, нека може имаат да не реплики. функционира. Не, професор. Не може така тоа. Не, А добро. излеземе на избори. Види, Па државата вчера бевме мора на да избори. функционира. Сега, вие нема да кажувате кога да има избори. Изборите можат да бидат постојани се додека не се создадат услови за избор на влада. Значи целта на изборите се формирање на парламентарно И мнозинство. вие избор на мислите во влада. оваа Со ситуација да одиме на албанците или без избори? албанци? Не зборувам јас без овие, без Шитански. овие. Не сум рекол такво нешто. Нема- Не, Дали фрлајте. мислиш дека во оваа ситуација ние можеме да имаме нормални избори? Јаде? Тебе те прашувам сега, кој еве прашање да. Значи, Ја не сум убеден дека ние можеме да имаме нормални избори. затоа реков сега. дека треба да има апарати за дишење. Затоа реков медијација дека е потребна за такво нешто. Добро. апарати за дишење. Значи тоа се вика значи медијација, политичка медијација која што беше Добро и што не пред го 2 спомнавме години криминалното, овде што не спомнавме некој злоупотреби, тоа- што не спомнавме тоа се- социјално обвинителство. Тоа Дали тоа се работи подразбира? тоа. Значи јас зборувам сега за Добро. значи за политичката криза и за Значи медијацијата е од овелив. Добро, јас еден друго само решение нема? ова една реченица. Тогаш- Сепак треба да се колку е максимално можно да се избегне судир кој може да има многу тешки Тоа да. последици. Тоа го рековме. А сум за тоа нека се за разговара ако политичка треба уште една година во парламентот, нека пропаднат институциите, ама да нема судири. Не може да пропаднат институциите. Значи тоа е блокада на систем се До вика. поентите да нема Тоа не судир. може да има. Ако Блокада има на судир, систем. ќе нема ни институции, ништо нема. Апсолутно, да. Тоа Блокада е на во систем не уште сме да има. поголема криза, не? Се надеваме дека до тоа нема да дојде, сепак има собранието е таму се партиите, Сигурно, да. дали ќе има и политички диалог со медијација, без медијација, сите се надеваме и посекуваме таму да се најде решението. Нека На разговарат. штета на националните интереси нема Да се најде решение, реков. никакво решение на штета на национални интереси не сме да има. Тоа сите се сложуваме со Тоа тоа сите кој се тој некој сложуваме. сложува се. Ви благодарам за гостувањето Фала. и недоразбирањето Разбирањето. околу некои
точки, но тоа е дебатата и затоа се дебатата, види така е. аргументи. Да. Благодарам уште еднаш што бевте И на вас гости. исто. Вам почитувани гледачи и ви благодарам на вниманието. Но за старт, за да можем да одработам платата, Читување на функцијата која ја Андон, извршувам. Немаш право да ме покажеш и прашам тоа за не може да наредбите. направиш. Имам. Добро, дајте само говори уште за вас. Да сте саркастични колку што дајте сакате. уште една минута Господин реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да ја читаме цел. А ве молам режија,